и за жал во општина Куманово е констатирана една лоша состојба, а тоа е олигарси и политичари воопшто не платиле даноци во Куманово. И ние започнеме еден процес на масовно задолжување на такви лица. До сега има преку 350 пријави на луѓе кои се носители на функции, кои имаат сериозни имоти, а кои воопшто не пријавили имот кај нас. И сега им доаѓаат ретроактивни решенија, затоа што тоа мора да биде така. Не можат граѓаните да плаќаат даноци, а оние што имаат најмногу пари воопшто да не се појавуваат како даночни обврзници. Во делот на промет кој вие го зборувате, вие сами имавте, тоа е предмет од ваш интерес, бидејќи ви имавте предмет кај нас, купопродажба на одредена парцела во насело Карпош, и општина Куманово, следејќи ги трендовите, 2018 година има констатирано една состојба на модерна даночна евазија, за која самата општина е крива и виновна, а тоа е дека одредени земјишта кои се водат во земјоделски опфат, односно постојат на имотен лист како такви, пасишта, овошни градини, ниви од било каква класа, а се наоѓаат на атрактивни локации, подоцна со дополнителни приватни инвестиции доаѓаат до можност да направат пренамена на тие земјишта и на истите почнуваат да градат, а за сето тоа во општина Куманово плаќале минимални даноци. Следејќи го овој пример, констатираме сериозни финансиски загуби во општина Куманово и консултиравки се со повеќе општини, меѓу кои е град Скопје. Ја сменивме процедурата, интерна процедура за работа, направивме дополна на самата процедура и земјоделско земјиште во градежен опфат го третираме како градежно земјиште. И тоа е законска работа затоа што поминува на управен суд. Секој што има предмет во промет, доколку не е задоволен од нашето решение, како што имавте и вие предмет, имате можност да поднесете жалба до управен суд. Доколку не ви се усвои жалбата, а од поднесени 300 такви жалби, сите се решени во корист на општина Куманово, самиот управен суд потврдува дека тоа е законска работа. Следната фаза е жалба до Висши управен суд и тоа се единствените инстанции кои решаваат по тоа како ние работиме, дали работиме законски или не работиме законски.